Последните дождови покажаа дека мегаломанскиот проект Скопје 2014 станува реална опасност за безбедноста на граѓаните на Скопје и нивните имоти. Во јавноста се презентираше неговата корисност за наводен развој на туризмот во Скопје. Изминативе неколку денови потврдија дека оваа слика не само што не го развива туризмот, туку представува опасност за безбедноста на целиот град. Состојбата на подрумите на објектите околу реката Вардар јасно покажува дека залудно се потрошени милионските суми за изградба на овие објекти. Галиите, насипите и градежниот шут во коритото на реката Вардар ја намалуваат проточноста на водата и со тоа сериозно ја загрозуваат заштитата од поплави на градот Скопје. Ве известувам дека на собраниот отпад во и околу коритото на реката, уште денеска градот Скопје почнува да го расчистува. За нас безбедноста на граѓаните и заштитата на објектите околу реката Вардар се наш приоритет. Благодарам, повелете прашање. Што ќе се случува со панорамското тркало и со спомениците од Скопје 2014, дали ќе има дислокација? Значи, веќе рековме, екипи составени од повеќе надлежни институции утврдуваат протокол за тие случувања. Искуството од само 2 дена дожд врнење покажува што всушност може да се случи, што е големата опасност која што му прети на градот Скопје. Панорамското тркало е стопирано со градба, од него нема потреба градот. Жива среќа е што не е платено, па барем ќе заштедиме народни, државни, граѓански пари. Остатокот од објектите во коритото на реката Вардар се, како што веќе известив јавноста, дел од постапки и процедури кои што се одвиваат натре во администрацијата на градот Скопје и бараме и мислење и соработка од надлежни други органи. За нас приоритет е безбедноста на Скопје. Со овој бетон позади што ќе се? Пак ви велам, во моментот кога ќе ги донесеме одлуките, вие сами гледате, можат и камерите да снимат што е всушност заради што е всушност големата опасност од ваквите објекти во коритото на нашата река. Да, заврши јавната постапка, подпишано е решението за избор на најповолен понудувач. Очекуваме да истечат роковите за жалба евентуално. Па мислам дека некаде околу 5 милиони денари отприлика. А дали договорот со изведувачот бетон за панорамското тркало е раскинат и дали градот ќе плаќа пенали со оглед на тоа што веќе е склучен договорот, а работите се стопирани? Договорот е stornиран за позициите кои што се досега изведени, бетон како и за се во Скопје 2014 е навремено платен. Договорот не предвидува понатамошната фаза на договорот, предвидува поставување на тркалото, сега за сега тоа е stornирано. А докаде е анализата на галиите? Во тек е правната постапка, деновиве кои што се пред нас, надлежните инспекцијски органи на градот Скопје ќе ги посетат собствениците на објектите за да видиме нивната согласност согласно дадените решенија, па ќе ги превземеме понатамошните чекори. Сметате ли дека пропадна одлуката за забраната за движење на возила на водно с оглед на тоа дека вчера таму повторно имаше возила? Вчера, колку што бев известен од страна на сообраќајната полиција, заради собирот на Никола Груевски и неговото весело друштво, сообраќајната полиција не беше во можност да одговори на потребите на градот за стопирање на сообраќајот. На едниот паркинг имало возила, сепак делумно се почитувало. Не може градоначалникот на градот Скопје или градската администрација да наложат на граѓаните на Скопје да ги почитуваат сообраќајните знаци. Тоа е сепак работа на полицијата и еден минимум совест или однос на граѓаните кон планината која што веќе е забранета за сообраќај. Очекувам дека веќе во петок, што е првиот неработен ден, односно државен празник, полицијата ќе биде на лице место. Скопјани треба да се навикнат дека водно е забрането за сообраќај во текот на државните празници и викенди во определените сати. Како ќе постапувате доколку се повтори слична ситуација? Тоа е работа на другите органи, на полицијата. Не очекувам, веќе разговаравме со надлежните во СВР Скопје, барем 2 патроли да може во текот на овие денови додека не научиме да ги почитуваме сообраќајните знаци, да бидат присутни на влезовите на водно онаму каде што сообраќајот е забранет. Градоначалниче, зимата доаѓа, претходното раководство постојано беше изненадено од снегот. Дали сега град Скопје е подготвен? Градот Скопје, кризниот штаб на неколку пати заседаваше кога е во прашање зимската служба на градот Скопје, има определени резерви на сол, во тек е постапка за дополнување на резервите, затоа што
по наша проценка не се доволни тие резерви за да може да ја покријат целата сезона. Градот има склучени двогодишни договори пред моето доаѓање со дел од фирми за ставање на располагање на механизацијата. Механизацијата на фирмите, јавните предпријатија кои што се управувани од градот Скопје е во цело спремна за да одговори. Така што очекувам дека и денес да почне да врне снег, ние нема да бидеме изненадени. Колку пари од буџетот ќе се оделат, бидејќи нели како што рековте има нанесена штета објектите на Скопје? Овие објекти не се под наша надлежност. Под наша надлежност е коритото на реката Вардар. Тука и директорот на Македонскиот народен театар, веројатно заедно во соработка со Министерството за култура ќе направат соодветната проценка и она што мене ми беше достапно, министерот што го најави за култура е дека против изведувачите на овие објекти ќе бидат поднесени тужби за надомесна штета. Јас одам и чекор понатаму, мислам дека треба да биде побарана и одговорност од луѓето кои што така неодговорно одлучија да го осакатат Скопје.